Состојбата во Скопје е хаотична, а најдобар соговорник на овие теми е председателот на Советот Трајко Славевски. Господин Славевски, добро дојдовте во студиото. Добро најдов, благодарам на поканата. Што се случува во Скопје во последниот период? Па се започна со смена на двајца директори од страна на градоначалникот Арсовска. Најверојатно тоа не беше во договор со коалицијата што ја поддржа и на некој начин ја овозможи мандат за градоначалник на Скопје. Пошто уште неколку директори нели револтирани од таквиот однос и во знак на солидарност со колегите и незадоволство, како што тие самите кажа, од третманот што го имал од градоначалникот Арсовска, поднесоа да речем оставки по собствена иницијатива. Се започна од таму, до тогаш немавме слушнато за проблеми во јавните предпријатија и наеднаш нели сега пред недела дена да слушнеме дека и да бидеме предупредени и видовме и мини штрајк од страна на јавното сообраќајно предпријатие дека тие не се во можност да исплатат плата. Значи немаше некое навестување. 9-месечните извештаи не се стигнати од јавните предпријатија, вклучително и ЈСП Скопје, за советниците да можеле да имаат некој сигнал дека има некои тешкоти во работењето, но се мислам дека е ова поврзано со фактот што ето по ова, како што ја спомнав, нели тоа беше тригер од смената на директорите, градоначалникот Арсовска реши целосно премине нели во напад на партијата ВМРО-ДПМН и нејзинот председател и да се откаже од мнозинството во Советот кој што ја возможуваше комоција, да биде поддршка за секоја нејзина одлука, секој нејзин предлог. Така, како го спомнавте ЈСП, проблемот со ЈСП се чини дека делумно е само речен. Плата има обезбедено само за следните 3 месеци. Што потоа? Видите, јавните предпријатија насекаде во светот, за да се обезбеди една цена, а Совет на град Скопје е регулатор на некој начин и утврдува цената на билетите. Покрај тоа нели имаме политики за бесплатен превоз на разни групи социјални, како што се пензионерите, па студентите, средношколците и така натаму. Така што тие предпријатија не работат чисто на пазарни принципи, што е нормално. И цената, дали е Скопје, дали е Виена, дали е Минхен, секаде на некој начин под онаа што би било утврдено доколку би била пазарно определена. Што значи дека основачот треба да ја субвенционира, односно тоа предпријатие создава загуби или ако не создава загуби, нема средства за проширување, осовременување, модернизација на дејноста. Така што ова е во континуитет град Скопје ги помага со субвенција јавните предпријатија. Ние имавме во првата половина од годината таква субвенција и сега кога нели се види дека работите ескалирале, а немавме никаква, како да кажем, никаков предлог од градоначалникот Арсовска, јас уште не можам да си разјаснам зошто беше таквото однесување. Само иницијативно нашата советничка група, мислам на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, во многу кратко временски период издействува преку иницијатива, преку 2 ворени седници на Совет, да се донесе одлука за трансфер на околу 2 милиони евра од буџетот на град Скопје со пренамена на средства на јавното сообраќајно предпријатие. Прашавте што? Па и тие имаат обезбедено средства за плати за 3 месеци и најверојатно, мислам, ево сега имаме нов ВД директор кој што е месец и нешто. Најверојатно градоначалникот Арсовска го одбрала по принципот на способност и така натаму. Треба да покаже резултати и предпријатието да остварува позитивни финансиски резултати. И во иднина, како што било и во поминатото, доколку е потребно, град Скопје нели ќе помага предпријатието и сите останати предпријатија, а ние очекуваме, апелираме ова несогласување, овие различни информации што ги добиваме на релација градоначалник, односно град Скопје, влада и јавно сообраќајно предпријатие за наводниот долг од 2 милиони евра од владата кон предпријатието, тоа треба да се регулира. Затоа што слушнавме од представниците на синдикатите на јавното сообраќајно предпријатие, по нивна проценка околу 60% од патниците што тие ги превезуваат се возат бесплатно, односно друг плаќа или треба да плати за имаме разлика услугата. Студенти, ученици, пензионери. Јасно. Следува ребалансот на буџетот на град Скопје. Што тој ќе Не знаеме, ние го очекуваме. Мислам, ево, првично беше планирана седница за 21 октомври, па
ја поместивме на барање на кабинет на градоначалник и секторот за финансии при град Скопје за 31 октомври и сега имаме уште едно барање, може би е донекаде оправдано да и веќе закажавме или ќе закажеме седница на 8 ноември за каде што како прва точка ќе биде ребалансот. Каде треба да се премамена средствата? Сега ова последно одлучување, значи се извинувам, сега ова последно одложување побарано од кабинет на градоначалник, може би е оправдано затоа што со одлуката за пренамена на околу таму колку беше 133 милиони денари за субвенции на град Скопје, најверојатно е потребен период од неколку дена да се усогласат други ставки. Јас како председател на советниците не можеме да ја знаеме тековната состојба на буџетот, реализација на ставките во реално време, односно од ден на ден. Ние добиваме периодични извештаи. Така што најдобро е да почекаме, да речеме, во уште една недела, кога град Скопје ќе го испорача ребалансот на буџетот до советниците за седница закажана на 8 ноември. И најверојатно, мислам за тоа служат ребалансите, ставки кои што во преостанатите 2 месеци до крајот на годината или проекти има недоволен степен на реализација, такви ги има многу, тие средства може да се пренаменат онаму каде што проектите се во подмината фаза, но тоа ќе го видиме. Така. Голем дел од работени во јавните предпријатија, па и во градот се жалат на мобинг од страна на градоначалничката. Вие најавивте некаква истрага или акција. Докаде е тоа? Видите, јас сум загрижен за јавните предпријатија. Не знам за администрацијата во град Скопје, затоа што таму сум физички присутен со канцеларијата на председател на Советот на град Скопје. Повеќе вработени во град Скопје, дури раководители на сектори, поранични раководители на сектори, други вработени, ми имат придено за да ме информираат, на некој начин да се пожалат, да се консултираат и верувајте, повеќето од нив се во тешка психичка состојба и се жалат на малтретирање, на мобинг и од страна на градоначалникот Арсовска и од страна на новоназначениот секретар на град Скопје, господинот Зоран Глигоров. Јас секако можам ги охрабрувам, им давам вербална поддршка. Се работи за луѓе, за здравје и така натаму. И мислам дека работите се до таму што најверојатно и самите ќе побараат на некој начин ова да престане. Нешто слично како што беше случајот или развојот на настаните што го имаме сега во предпријатието Водовод и канализација, каде што интервенираше управниот одбор со поништување на оние решенија за прераспоредување и така натаму. Некои од луѓето кои што се подложени на мобинг, според моите информации, се во консултација веќе со адвокати, затоа што имаете она што може ние како совет да го направиме е да формираме, односно врз основа на постои една комисија за поплаки и така натаму, да активираме таа комисија, да ги сослушаме оние што имат што да кажат и се на некоја мака и секако да понудиме дури и правна помош и да ги упатиме на надлежни институции, има закон против мобинг и злоставување на работно место, да си ги остварат своите права. Секако не ми е воопшто пријатно да зборувам за вакви работи, но мислам дека некој дали намерно, дали од незнаење креира лоша работна атмосфера и во град Скопје администрацијата и во јавните предпријатија. Така, затоа вие побаравте оставка од градоначалничката, но знаеме дека тоа е малку веројатно, треба таа сама да си поднесе оставка. Како ќе Не знаеме, мислам вака не можеме да процениме која е веројатноста, односно колку е степенот на издржливост кога гледате дека цела јавност со индигнација ги осудува вашите постапки, гледа дека немате реализација на проекти, гледате дека некои од најголемите ветувања се далеко од реализација, така што јас не би исклучувал можноста господјата Арсовска сама да се повлече во блиска иднина. Доколку не се повлече, ние имаме како совет, јас како председател на совет, дури не сме ги срушили сите мостови за соработка, ние како институции мораме да функционираме. Има начин, ево ние покажавме како и во услови кога градоначалникот Арсовска не сака ниту со прст да мрдне за решавање на некој проблем, како со иницијатива на советниците може да се дојде до тоа да се наложи да заврши некоја работа. Но како ќе работи кога нема поддршката од советот? Не, видете,
така сега поддршка од Советот, градоначалникот Арсовска во една од изминатите седмици при гласање, кога мнозинството кој го чиниме ние, нели, коалицијата за обнова Македонија заедно со Левица, Алтернатива, Алијанса и така натаму, кога не даде поддршка за неколку одлуки, се види дека има поддршка Арсовска од само еден член на Советот, тоа е од партијата Гром, нели, кој што ја напушти нашата овај коалиција. Но, како што видовте, сега ние дојдовме во ситуација, сите советници присутни, 39, беа отсутни, остатокот 6 до 45, сите гласаа за ова одлука. Сакам да кажам дека граѓаните на Скопје воопшто не треба да бидат загрижени, затоа што ние како совесни членови на Советот, и не зборувам тука само за советничката група предводена од ВМРО-ДПМН. Тука се и другите партии, неколку од членовите односно советниците на ДУИ, понатаму Зелен хуман град, коалицијата ЛДП, Дом и дури советници од опозицијата, од Социјалдемократскиот сојуз. Значи се она што е во интерес на граѓаните, содржано во програмата за модерно Скопје, која што ние ја поддржавме заедно со поддршката на независниот градоначалник, ние ќе го поддржуваме. Така, имате изјавено дека вие лично сте биле против изборот на поддршката на Данило уште пред таа да биде поддржана од ВМРО. Добро, излегува дека сте биле во прав? Молам? Излегува дека сте биле во прав? Не само што излегува, внимајте сега малку тука да појаснам. Знаете, во една голема партија со органи и тела како се носат одлуките, не само јас, кои можеби стотици и илјади членови на ВМРО-ДПМН имале свое собствено мислење во однос на поддршката на кандидатот, но, нели, знаете, некојаш треба се доколку се донесе одлука на повисоко ниво, на извршен комитет, централниот комитет, со голем мнозинство, тоа го почитуваат сите членови. Не покажавме таква дисциплина. Јас изразувам жалење и единствено свое име, да искористам оваа прилика, за време на кампањата низ скопските општини, настапувавме заедно со кратки говори, представувајќи ги програмите, повикувајќи ги гласачите да гласат за листата на советници, а и за кандидатот за градоначалник на град Скопје. Ја користам оваа прилика лично да се извинам затоа што и јас при крајот на својот говор, повикувајќи меѓу другото, значи, за гласање за листата предводена, која што јас ја предводев за советници од коалицијата за обнова на Македонија, ги повикував граѓаните да гласат и за бројот 81, односно за Даниела Арсовска, и мислам дека сме направиле крупна грешка со тоа. Така, излегува дека не ви оди со независните кандидати на ВМРО-ДПМН. Го поддржавте и на времето и Трифон Костовски па заврши така како што заврши и сега се Даниела. Значи, во иднина смета дека би требало да одите со своји кандидати? Добро, ние сме имале, тоа било проценката, ние сме имали собствени, нели, кандидати кои што биле успешни и не само за оваа позиција. Мислам, не треба да се исклучи можноста, затоа што ВМРО е голема партија, отворена партија и во иднина за разни позиции да поддржуваме независни кандидати со малку поголема внимателност околу карактерите на луѓето, нивното минато, нивната подготвеност за соработка, лојалност кон оние што ви ја дале довербата, така што мислам со малку поголемо внимание ќе бидат избегнати покрупни грешки. Така, господин Славевски, важите за смирен човек. Што ве предизвика на седмицата да го земете микрофонот на градоначалничка? Јас и тоа го направив смирено. Така. Благодарам за комплиментот и благодарам за прашањето, ќе биде сосема кратко. Внимајте, градоначалничката Арсовска направи скандал, нели? Тоа не го направила самата, туку вработени во некои сектори, да речеме секторот за општи работи, за информатички технологии, што без согласност и знаење на председател на Совет, дошло до промена на опремата на говорница, каде што, нели, секаде и од секогаш постоел начин, нели, председателот на Совет, затоа што е задолжен за редот во салата, редоследот на говорење, време траење на говорењето и така натаму, да располага со еден инструмент да може да го исклучи микрофонот на говорен на било кој. Дали е член на Совет, дали е гостин, дали е во крајен случај градоначалник на град Скопје. Значи без моје знаење, а таму во таа сала таму има уште на влезот пишува Совет на град Скопје. Тука
неприкосновен е советот и председателот на совет за сите промени и измени што би може да се направат. Значи тоа е направено на своја рака. Добро, не се. Тргна седницата. Видовме ние имаше известни проблеми, некои советници се уфрла, јас не можев нели да го контролирам тоа. И цели 3 часа, зборувам за минатата среда, значи минатата недела, првата вонредна седница, цели 3 часа успеавме некако јако, нели имаше жестоки дискусии, обвинувања и слично да тече седницата. Чашата е прили кога прво излезе новиот заменик на градоначалник, ново назначен од страна на Арсовска, советникот од Гром, Трајановски, кој што ликуваше дека ево што ми направиле, мислам она мангупски, нели, уличарски и слично. И кратко по него истото да го повтори во едно свое обраќање градоначалникот Арсовска. Мислам ова ликување дека ево и така надолу, и тогаш јас реков дека има и друг начин. Нели станав и го земав нелегално поставениот микрофон. Дадов пауза од 10 минути. Најверојатно градоначалникот Арсовска отиде во својата канцеларија, не знам како и на кој начин и така натаму, дојде смирена и уште еден час имавме во мирна атмосфера се заврши седницата. Така, господин Словенски, на страна конфликтот што го имате со Арсовска, се чини дека за една година од незиниот мандат не е започнат ниту пак завршен ниту еден капитален објект. Значи нема започнување на нов булевар, универзална сала е до никаде, нема нов Луна парк. Луна паркот, така. Како тоа го објаснувате? Првиот мандат, како го оценувате? Во ред незадоволително, мислам разочарувачки, и тоа е една од причините зашто ние повлековме поддршката кон градоначалникот Арсовска. Таа, како што гледате, премина, мислам, саме не сосема неочекувано во некои ниски напади на партијата, на председателот Мицковски, на мене лично и така натаму. Но е така, дозволите само една реченица. Во последниот месец дена, градоначалникот Арсовски имаше неколку интервјуа кои што јас ги проследив и на 2 пати или 3 пати ја праша ваши колеги каква била соработката со председателот на совет. И таа, онака мртва ладна, кажува дека немала соработка, немала комуникација. Под прашање дали тоа било од сам почеток, потврден одговор од сам почеток, и сега новинарот се чуди како е тоа можно, па немало потреба за консултација. Јас се приспособив на тој карактер кој што е погрешен, тој да речам и за функцијата градоначалник е на некој начин многу лош и за градот нели во целина, но се приспособив затоа што имам искуство за работа со карактери, колку и да се тие, да речам, незгодни, невоспитани и така натаму и така натаму. Продолживме да функционираме, одржавме 19 седници, сите се завршени, сите се започнати на време, немаме доцнења, отворени се за јавност, има директен пренос, стриминг преку YouTube каналот на Град Скопје и преку Facebook каналот, присуство на новинари и слично, без некои поголеми ексцеси и инциденти. Сосема различна слика од она што се случува во македонскиот парламент. Така, за крај да ве прашам, има ли надеж за Скопје ако таа уште 3 години остане на власт? Ќе биде тешко. Ќе биде тешко, но мислам дека од овој притисок, нели, ова лавина, нели, на незадоволство што се уште, нели, се тркала низ Скопје, градоначалникот Арсовска нема да издржи до крајот на својот мандат. Така, господин Словенски, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу среќа во работењето на. Благодарам на поканата и на разговорот.